Здраво, дечки! Еве сме после некое време, поради известни обрши што ги имав, малку стагнирав со каналот, но кој што ветив, кога ќе надминеме бројката од 1000 сабскрајбери, ќе почнеме со нов серијал за React Native. Па токму за тоа ќе станува збор во ова видео. Значи, овој нов серијал што го почнувам ќе биде за React Native. Па ајде најпрви да инсталираме тоа што ни е потребно. Значи, имаме некоја документација отворена, значи за да работите со React Native треба да имате инсталирано Node.js. Јас во видеото што предстои ќе работам на macOS, меѓутоа ајде сега ова сето ќе го инсталираме на Windows. Имам овдека виртуелна машина стартувана. Значи, виртуелна машина на Windows. Отвориме Chrome. И ќе бараме Node.js. Добро, Node.js, downloads и Windows инсталар ќе симне. Симнува. Малку валјда може ќе заглавам инсталирајќи го ова, бидејќи на Windows немам навика да работам многу, но ќе видим. Доwnloadираше. Installer, каде се? Next валјда. Accept, next. Валјда OK. Валјда OK. Automatically install the necessary tools. Вали тоа не се. Do you want to load? Валјда yes. Warnet method, ignore валјда тука. Ignore. Се надам дека овие видеа ќе помогнат ради ова короната што ни се деси на сите, па место да седите дома и да не правите ништо, гледате и овие видеа и научите нешто ново. Јас лично некој недел више од дома не ми спаднато, така да ако можем јас, валјда може секој. Press any key to continue, валја притиснав. Select installation. Ова документација некоја, окей. Yes. Уште се инсталира. Се вратиме во документацијата, значи ќе ни треба ова да стартуваме после. Таму, значи ова е команда од која ќе се инсталира Node.js. Node.js е верзијата 5.6, доаѓа со преинсталирана NPX, доколку ви јавува грешка дека NPX не може да биде најдено, значи ќе ви оставам овој линк овдека, прочекајте малку. Може би имате стара верзија на Node.js, ќе треба да ја избришете, да инсталирате од новин, или глобално да инсталирате NPX со оваа команда npm или dash install /g за global и npx. Ова ќе биде ставено во descriptionот на видеото. Што малку ќе потреба лево. Се вратам кај мене. Скасиме clear Node.js dash вака. Не Node.js, него Node. И што гледате, со ова команда проверувам дали има инсталирано Node и вели дека имам верзија 12.3. Clear npx ако пишем. И што гледате, npx командата работи, меѓутоа вели дека мора да пишем некој плюс параметри или команди.
Значи тук ми се инсталира. Download плита, валя трябва да продължи инсталацията за всеки момент. Мисля да го паузирам видеото докато завърши, но айде да почекаме. Или па не. Да дадем още 10 на секунда, ако няма ки удра пауза, пак е продължен кога ќе завърши. И мислам дека ќе буде пауза. Еве завърши, PowerShell сам се изключи, значи малко траеше по-дълго. Па да видим дали се ни инсталирано. Отвориме cmd command prompt и пишеме node /v v и гледаме дека версията 12.16.2 към е инсталирана. В мислам дека со две цртички version е истата. Да. И докато пишеме npx, да, ни работи тази команда. Айде повторно се вратим да я копираме. Значи ова е официалната React.js документация. Изгуглате React.js на Google, Getting Started и ќе ви се отвори овој линк, валя ќе го најдете некаде. Значи npx create React App е командата и ова е името на новата апликација што ја креира. Ајде креираме ова. Не тука. Треба да идем тука, идеме clear. Сега се наоѓаме во user на Горгиев. Dir беше за мислам листа 7, ще имаме фолдери и айде да речеме во Documents фолдерот ќе одиме. Documents. Това би било тука некаде и тука да речеме ќе го креираме новиот проект. И да ја крстиме апликацијата New React.js app. Значи npx create .react.app и потоа името на апликацијата што сакам да ја креирам. Enter. И ова значи ќе ни даунлодира, ќе ни конфигурира се што ни е потребно за нова React апликација. Значи не можеме го големи букви да користиме за апликацијата. New React.js app. Значи треба само мали букви да имаме. И докато се вратиме тука на зашто не го гледам? Къде ми го кодираш ова сега? C, user, на Горгиев. Уште трае. Мисля дека заврши, а гледам дека нема ништо. Окей, тоа тука, тоа тука. Чи, тук некои глупости. Че ни треба бидејќи даунлодира некои пакети од интернет што ни требаат за апликацијата. Треба заврши кајде. Окей. И Нема уште тата. Бидејќи немав инсталиран претходно исходно, не сум работел со React на ова виртуелна машина и се инсталира се и малку подолго време ќе му треба. Исто вали за вас. Докато го правев ова
иницијалната машина на Mac-от, секој беше многу побрзо. Document, dir. Ова ми е Documents. Кај го видиш, ова ми е од Mac-от, а кај е на виртуалната машина Documents. Чекай да го најдем сега. Не е тука. Тука да му сърчиш. Кај да оставим това? User. Evo, znači ovo Documents mi je na Windows Documents, a ova другото Documents ми е, мислам, shared folder од мојата native машина, односно од Mac-от. Значи ова ми е, мислам, или обратно. Че да има на Mac-от назад. Имам таму нешто до Documents, секунда. Се надам дека ова не е збунувачки за вас. Тука, да, ова ми е значи на Mac-от. Таа прва што ја барав, а ова ми е ствари на Windows-от, окей. И сега треба да одиме во тој фолдер. CD New React.js App, окей. И пишеме npm start за да стартуваме апликацијата и да видиме дали се ни работи. Firewall, valida allow, треба да кликнем тука. И како што гледате, ева ни е нашата празна React апликација. Ајде да го отвориме кодот со Visual Studio Code кој ќе го користам како едитор. Да направиме некоја минорна промена. Файл, овде ќе треба да дадете Open Folder, за да го отворите целиот фолдер и значи не овој Documents. Ова значи ова е само кај мене, нема кај вас да биде вака. Туку треба да одам во this PC, па во C, па во User, па во Network, па во Documents, па тука, значи ова ми е фолдер. Select folder, тука идем Don't Save, бидејќи имам отворено нешто, што и да беше не ни погледнав. Значи, овој фолдер Node Modules, не го чепкате, го игнорирате, значи ова ми е проектот. Public овде имате некои слики, како што гледате, статични файлови, иконката што ви е во табот горе, логоато од React, Manifest.json, некој robots файл и тоа го игнорирате. Значи, работиме само во SRC фолдерот, значи, ова е SRC фолдерот, тука е целиот софт, значи ова е CSS-от, значи стайлингот за апликацијата. Во моментот имаме само еден файл, app.js, тука е целиот код, ова е за тестови. Може да пишуваме тестови за нашите компоненти и има команда, каде ни е packages.js, ако го видим само. Каде сум сега? Индекс. Зашто не го гледам? Не е битно, за тоа ќе зборуваме кодот, значи ова ни е app.js, ни е каде ни се наоѓа нашиот код и како што гледаме во апликацијата има некој текст види edit src app.js and save to reload, значи овој текст може да го промени. Ево го. И ако ова го избришеме и пишеме, да речеме, или не го бришеме, ќе дадеме уште нешто. Welcome to our app. Излишник, да зачуваме файлот и како што гледаме овој текст ни беше додаден.
Значи npm start командата ја стартуваме нашата апликација и иста може подоцна да ја докато само не ни се стартува на localhost 3000. Го отвориме во нашиот браузер и нашата апликација ќе ни биде стартувана. Значи еве го овој package.json за кој изборував. Само не знам зашто тук не го гледам. Public треба рачно да отворам. Не знам што е работа. Edit with Bossa Code. Океј, значи еве ни во package.json. Овде ни се наоѓа, ова ни е името на нашата апликација, React.js App, верзијата на истата, потоа некој флекче за private, ова ни се пакетите кои што ги користиме депенденцијата во нашата апликација, кои што гледаме има инсталирано testing library just Doom, testing libraries React, testing libraries user events, ова ни е за запишување тестови, потоа има React, React Doom и React Scripts. Потоа ови ни се некои команди кои што може да ги користиме со нашата апликација, може да пишеме npm start, како што пишевме во нашиот случај, и кога пишевме npm start во конзолата ни се изврши оваа команда. Значи место npm start може слободно да пишеме React script start и исто ќе ни се изврши. Докато пишеме npm build, ќе ни се избилда апликацијата и може исто да ја хостираме. До npm start ќе ни се рануваат сите тестови, а npm eject ќе ни го конфигурира нашиот проект, значи ќе ни ejectира се што ни се случува во позадина, сите скриени файлови што React го прави за нас и не е препорачливо да правиме ова, барем како почетници. Така да, дечки, за ова видео мислам тоа би било тоа. Чекам уште еднаш да пробам да го отворам фолдерот, не знам зашто дека не ми се покажуваше, зашто не ги гледам package.js и другите файлови. Close, кај е close, скоро ќе го затворам. Open file, треба да имам close folder, не знам close editor валја тука. Ама не editor, close workspace, don't save, file, open folder, не е open workspace тука, пробам вака, не е workspace, file, open folder, document, ајде вака, select folder, нешто ќе се случи. Folder, уште еднаш. Да, ево го отворам. Значи треба да кликнам на фолдерот, и потоа ходам внатре и го отворам, тогаш не се. Значи ево сите. Може да го стопираме ово, значи со Ctrl+C, значи во Ctrl+C и ја стопираме нашата апликација, докато се удараме refresh, иста нема да работи. Што гледате not found. А овдека треба да имаме терминал, new terminal, и овдека ни се отвори терминалот и се овдека може да пишуваме команди. Зашто ми толку измрдал, немам поема. npm start. И ќе ни се стартува повторно апликацијата. Значи, докато не сакам да користиме CMD, значи може овдека, значи со терминал, да отвориме терминал и да ја стартуваме нашата команда. Мислам дека ова видео малку се раздолжи и, кој што реков по втор пат, тоа би било тоа. Поздрав!